Вода во 20 часот на Сител 3. Почитувани гледачи, ги отвараме телефоните за вашите јавувања. Господја Цуракова е расположена за да одговори на вашите прашања. Режија, дали у моментов имаме гледач? Не. Знае зашто не? Затоа што треба телефоните да ги прикажеме. Ако е возможно да ги пуштиш броевите. Да, браво Режија. Кажете ми, спомнавте сега пред да почнеме дека сте виделе лекар кој ослободува енергија со пертув од грбот. Што значи тоа? Да, во Белград. контекст. Во Белград го гледав. Во контекст на овој разговор. Папирдовот предизвикува многу суптилна стимулација на грбните мускули. Или нерви, мислите? Мускули и нерви. Добро. Нервите се сместени во мускули. Така да целата таа суптилна стимулација предизвикува и суптилна реакција, односно ослободување на таа заробена енергија во грбните мускули. Што значи таа заробена енергија? Тоа е сместена е во меѓуклеточниот простор на мускулите и бидејќи е во распоредена долж рбетниот столб, а тука излегуваат нерви, тоа значи дека сите тие нерви се на некој начин блокирани. И токму таа алтернативна кинеска медицина работи на растеретување на тие енергетски патишта, нели, меридијани. Значи траумата, педофилијата, траумата врз детето делува и физички. Делува и физички, како да не. Имаме гледач на линија. Добро вечер, повелете, во програма сте. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Јас следам емисијата, ме интересира една работа. Прво поздрав до гостинката. Би сакал да прашаме на зборите за децата врз кои што се врши чинот од страна на педофилот. Ме интересира кој го ствара педофилот. Дали е тоа Божја работа, донесен е таков како роден, дали го ствара семејството со некои си травматолошки работи што ги има преживеано како дете, или општеството? Благодарам. Кој е за да настане педофил? Благодарам, не го следевте, значи, во целост разговоров вечерва, Да. бидејќи на почеток, еве, во 2-3 реченица. Па добро, општеството мислам дека најмалку може да придонесе да се формира личност педофил. Туку травма. Најчесто е или травма во детството, или тој стоп што го спомна во психосексуалниот и емотивниот развој. Има и други моменти кои што придонесуваат, но се многу психоаналитички и динамски, кои што се многу сложени за објаснување, многу се суптилни за објаснување и многу време треба. Така да сите тие се подведуваат на тоа дека се случува пореметување во анално-садистичката фаза на развој. Дали педофилијата е модерна појава или е... Не би рекла дека е модерна, затоа што педофилијата постои многу одавна. Толку. Одиме со следниот Меѓутоа, гледач. откриена е сега. Така. Иначе Откриена е во 20. век. Па да, да. Во И минатиот криминализирана, да речеме. Да. Добро вечер, повелете, во програма сте. Режија, може да го пуштите следниот гледач, добив знак дека има некој на линија. Добро вечер, дали се слушаме? Режија, немам ништо на звучник. Не, нема. Ало? Ало, добро вечер, повелете, во програма сте. Режија, исклучи го, затоа што долго ќе трае. Исклучи го, те молам. Ве молам, почитувани, кога се јавувате на телефон, само со телефон. Нема телевизор, ништо друго. Тонот од телевизорот е исклучен. Тргнете се во друга соба и така натаму, не мора да ја гледате. За да може да искомуницира. Јас знам дека малку послабо ќе ме чуете преку телефон, но ние овдека многу подобро би можеле да го слушнеме вашето прашање без она чекање одговорот и така натаму. Дали сега може со следниот гледач? Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете. Повелете.
Добро вечер за следниот гледач. Ало? Добро вечер, повелете. Добро вечер. Ме заинтригира темата, навистина нешто за кое што треба да се дискутира се повеќе и повеќе. Рековте дека никогаш, дури господјата кажа дека никогаш во јавност не ви се јавил никој кој бил жртва на семејно насилство. На сексуално насилство. На сексуално насилство. Имате прилика да ви се јави жртва на семејно насилство. Господјо, темава е педофилија. Дали, значи, не е семејно насилство? Повелете. Не говориме за семејно насилство. За педофилија изборува. За педофилија, добро. Педофилијата ја има, да, педофилијата ја има и во семејството. Добро. Па сега, ако еден татко може да биде, за своето дете направи жртва на своите 10 години, само можам да потврдам дека тоа се провлекува низ животот. Не мора да значи дека таквото дете ќе биде секогаш молчаливо. Јас се трудев да бидам секогаш добра, умна, да ја задоволам мама, да бидам дете за пример, одличен ученик, да се фалат со мене и така и беше. Меѓутоа, во еден даден момент на семејна криза, за да ја заштитам својата мајка на своите 18 години, јас кажав, се ќе кажам, ако не ја поштуваш мајка ми, и ги пресеков своите вени пред својот татко. При тоа дознав дека мојата мајка знаела за неговите нагони, меѓутоа не и се верувало. Како дознав? Затоа што на моите 18 години таа се сврте кон него и праша што си и направил. Меѓутоа, во подоцнежниот мој живот, тоа се одрази многу лошо и во семејството, и во мојот однос во бракот, и во се. Понатака, при крајот на неговиот живот, мојот мачител беше гледан само од мене. Можев и морав да му ги менувам пелените додека беше во болница. Сето тоа го прифатив како своја христијанска обврска, иако сега да ме прашате, зошто не можам да ви објаснам. Дали го одработивте тој настан? Поминав долг пат со психотерапија во еден травматски период од мојот живот, сето тоа излезе, се поклопи со неговата смрт. Вака поставена нема да. Кога моето семејство, за да ги прикрие своите срамови, кажа дека тој бил угледен, интелектуален и познат човек. Господјо. Ви благодарам многу. Господјо. Господјо, дали сте на линија? Да, повелете, слабо ве слушам. Може господја Цуракова да ви постави прашање? Да. Сакам да ве прашам. Многу слабо ве слушам. Сакам да ве прашам дали побаравте стручна помош и дали го одработивте тој настан? Да, го одработив. Го одработив и го работам веќе сама. Да, после смртта на мојот татко побарав стручна помош. Се соочив дури тогаш со сето тоа што се случувало, со сиот страх, со сиот срам. Побарав стручна помош. Одев 3 години на психотерапија. Тука беше со мене во еден период и мојот сопруг. Инаку се наоѓам во втор брак, кој што е идеален. И јас сум многу благодарна на сопругот што ме поддржа во сето тоа. Беше до мене и во ниеден момент не ме остави сама да се справувам со тоа. Ви останува само да уживате сега. Благодарам што се јавивте. Благодарам многу. Мислам дека ова јавување беше без преседан. Да. А ова е моја редовна гледачка со која разговарам многу долго, еве и Баш ми е драго. И ова е, мислам дека дури и во рамки на медиумите и телевизијата една јавна исповест од карактер каква што ја ретко сум доживеал овдека во моите 17 години секоја вечер емисија.
Знаете што... Пред да го кажете вие стручното мислење, ја ти благодарам, драга пријателке, затоа што те сметам како редовна гледачка и пријателка и се радувам што даде надеж дека оваа состојба може да се надмине. А господјо Цуракова? Да. Ова е многу добар индикатор за мене, затоа што досега сите ги премолчуваа работите. Мислам дека е дојдено време јавно да се проговори за тешкотиите со кои што се среќава една сексуално злоупотребена особа. Гледате дека, значи, чинот што се случил во детството трае и до возрастно доба. Значи, колку Тоа не побрзо е мала почне работа. се побара стручна помош, толку подобро. Сакам да кажам дека не треба да се крие, не треба да се запретува, не треба под килим да се става, туку отворено да се зборува, као што се зборуваме за болести, дека некој има шекер, некој имал инфаркт, некој имал не знам што, да се зборува отворено, ништо не е срамота и ги поттикнувам децата. Ова инфаркт за мене беше. Прескао ти реков, ја инфаркт. Па добро, омошка тогаш. Ги поттикнувам децата, значи да разговараат со своите родители. Но, за едно дете да разговара со својот родител, родителот е тој кој што треба да го даде примерот на разговор. Значи, родителот... А тој јазот на генерации што правиме? Чекайте сега. Родителот е тој кој што треба да го даде моделот на комуникација со своето дете. Најпрво треба да му каже дека денеска нешто му се случило убаво. Следниот чекор да го подели тоа. Ми се случи нешто убаво, ама и малце неубаво. Третиот чекор веќе ми се случи нешто неубаво. Сакам да ти кажам. Значи веќе отварате трансфер. Давате им кажувате давам пример, давам модел на жртвите како да разговараат. Општо како се воспоставува добра комуникација со дете. Значи родителот е тој што го дава моделот за добар трансфер со дете. Значи родителот вака, он да му се обрати, денес ми се случи нешто и на тој начин да поттикне и таков веќе одговор. Давате модел а децата се како сунгер. Децата значи, ги примаат сите пораки. Здраво, дечке, шо убаво вечерва си поминав со тетка Вера, си правевме муавет, многу убаво интервју. Имаше многу убаво. Ама имаше и нешто неубаво. Ама имаше нешто неубаво. Ама имаше и Марија убаво беше, она па елегантна како балерина цело време. И веќе создавате модел кај детето дека и тоа може да ви се обрати и да ви каже дали убаво, дали не убаво или и тоа и тоа. Значи тоа може да биде добра подлога за да поттикнеме да дознаеме. Да поттикнеме кај децата модел да тие почнат да зборуваат за своите доживување, за своите тегоби, за своите таги, за своите несрекни чувства. Значи сите тие без гнев, омраза се несрекни чувства кои што многу негативно делуваат на целиот организам. Одиме со следниот гледач. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, говорете слободно. Ја поздравувам емисијата и гостинката исто така. Благодарам. Ова што го збора гостинката е сето тоа во ред, но дали има општеството решение за педофилите и какво решение има и гостинката за педофилите? Јас имам решение едно, а тоа е што преку медицински оперативен захват да се реши тој проблем кај педофилите. Благодарам за јавувањето. Полска иницира еден дел од за темата. Да, и добро е што го иницираше. Сигурно сте запознаени. Знам дека во Полска задолжителна е хемиска кастрација на педофилите, бидејќи разговаравме, општеството заклучило дека тие луѓе нормално можат да функционираат и така натаму и така. Но се додека има сексуален нагон, он делото, значи не помага ни тепање, не помага ни затвор, ни казна, едноставно неговиот нагон, колку што ве разбрав од вечерва, е толку силен. Хемиската кастрација велат дека во Полска е дала прилично успешни резултати со тоа што тогаш не може да го повтори делото. Што вие мислите? Хемиската кастрација всушност хормонски делува. Значи се намалува хормонот, машкиот хормон, автоматски се намалува и нагонот. Но јас и моето размислување оди во тој правец дека
Ако тој не може да изврши сексуален чин заради заради хемиското делување, тој може да го задоволува и понатаму емотивниот дел. Може да гледа дете. Не мора да врши чин. Но тоа Нели така? Барем нема да предизвика травма кај дете ако веќе. Да, сепак е подобра варијанта отколку да Како мислите дека треба ние најправилно општеството, цивилизацијава да постапува према педофилите? Па со оглед на тоа дека јас ги изнесов симптомите со кои што едно дете, едно мало суштество, едно битие кое што туку што се родило, зачекорило во светот, во животот, се нашол некој да му го пресече животот, како дрвото што го видовме пресечено, значи веќе е даден и одговорот. Тој човек нити го родил, нити го одгледал, нити нешто направил за тоа дете, а му го зел животот. Значи, и не случајно, символот на сексуално злоупотребено дете, знаете кој е? Не? Скршена роза. Значи, скршена роза, не расцветена, него во пупка. Тоа значи дека детето во својата како да кажам, во својот почеток на својот живот, веќе е скршено. Веќе е пресечено, веќе Одиме е закинато. со следниот гледач. Све кажавте. Многу убаво. И со сите символики. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете. Повелете, ве слушаме. Повелете. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Ало, добро вечер. Режија. Ова ќе биде безпредметно натаму, да не губиме време. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете, во програма сте. Убава вечер. Вака едно прашање до вашата гостинка. Како е можно наставник да го гали детето, ученикот за време на часот? Толку ми е прашањето да ми одговори. Ви благодарам унапред. Како е возможно? Ете, гледате дека е возможно. Возможно е. Кое галење е дозволено и недозволено? Туѓо дете не смее да се допре, така? Но, не смее да се допре, јас сум растел со учителка, Слободанка Шуменковска, која ќе сум се удрел како мајка знаела да ме гушни и да ме погали по глава прво или второ оделение. Да, ама тоа е, она ве погалила како мајка, како човек, можеби како родител. Како ќе разликуваме кој е кој? Многу е тенка тука границата. Значи нема како да кажам граница која ќе каже да, ова е педофилско галење, ова не е педофилско галење. Дури од кога ќе се отвори случајот како случај, тогаш ќе се види дека дали имало или не. Дали имало задоволување на сексуалниот порив или не. Значи, а тоа травматско може и за некоја жена која има многу љубов спрема децата и им помага да и се уништи па и незиниот живот, а да немала никакви интенции. Има и такви случаи. Има случаи има случаи кај разведените бракови, каде што мајката, односно жената, го користи моментот на развод и потребата да го задржи детето за себе, во нејзе да ја биде доделено, или пак можеби да не го дава кај таткото, да каже дека детето кажало дека било сексуално злоупотребено. Меѓутоа, знаете, тоа се плитки лаги. Во анализата дали децата лажат или не, констатирано е дека детето не може да излаже или да измисли сексуална злоупотреба. Има една работа. Деца ги оставаат во јасли, каде што воспитачките ги пресобликуваат. Тоа значи, го гледа голо, ќе го избрише, ќе му смени пелена. Во Велика Британија дете го носи со пелена и целото со таа иста пелена го враќаш. Таму има некој проблем, али не смеат да ги пипнат децата, да ги пресоблечат и така натаму. Јас се согласувам со тоа. Да. Невообичаено е. Нема што друг човек да пипка моје дете, например. Ама тоа се медицини. Да, во ред, се согласувам. Нема што, без разлика, дали го чува, не го чува, тоа е, мислам, тоа е многу интимно, како да кажам, тоа е... А кај нас ломките направат, види го за црвенето ми го враќаш, не сте го пазеле. Па добро, може би тие пелени држат толку сати,
се ефикасни денеска толку барем сати. се А ефикасни. јас знам дека до 3 сатот 3-4 пати ќе се смени и пелената. Или зависи од пелените. Веројатно и до тоа е. Но вие апсолутно се согласувате со тоа, дете не. Ако го оставаш, остај го такво како што е. Но потребна е помош. Помали деца во градинки и така натаму. Има тој физички добро сега и да не создадеме параноја дека секој е фаќање дека е педофилски чин. Не. Значи, на тие воспитачки имаат и должност. Ако паднало да го кренат, да го помилуваат, да го погалат, да го гушнат. Ќе го гушнат, мислам да не ги вадиме од памет луѓе. Апсолутно. Да, меѓутоа има разлика, знаете. Јас сум благодарен, баш денеска ми се јави воспитачката на моите деца и се заблагодарив, знам колку со љубов ги изгледуваше, тоа се прекрасни особи. Меѓутоа овде има задоволување на сексуална страст, а тоа е многу различно. Одиме со следниот гледач, добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте, господине. Сакам нешто интересно, баш погледнав сега за зборот педофил, како се дефинира. Значи, нели педо значи тоа што се однесува поврзано со деца, а фил е збор кој што вика одбележувајќи ја љубовта кон одредено нешто. И сега мене... Ние го дефиниравме тоа на почеток на емисијата. Значи, ме интересира колку може преку, бидејќи гледаме дека во цртаните филмови има некои скриени пораки по музичката индустрија, исто така веќе се прокламира и се рекламира некакви такви работи, колку тоа може да влијае да личноста стане педофил. Интересно. Значи, рековме дека педофил, и ова е последно јавување, немаме веќе време, исклучете ги телефоните. Рековме дека педофил најчесто се создава од траума и педофилот станува педофил. Но педофилот е интелигентен човек, значи го заклучивме, не можеш да го забележиш, многу тешко, тоа бара голем професионалец да го забележи дека некој е педофил, тој знае да глуми феноменално на работа, колегијален, дома, семејство, а да, нели како викаш, baby face, демон спрема детето. Дали модерново општество некако му им иде во прилог на педофилите? Например, влажни марамчиња со голо бебенце, со голо газенце, или кученце како голо газенце за крема за сончење се покажало. Знам дека вие сте многу голем противник на деца, особено разголени деца на продукти и така натаму и така натаму. Еве и индустријата. Да, па реков преска дека педофилот може да посматра слики